Почитувана македонска јавност, почитувани медиуми и колеги. Во однос на оваа точка, предлог закон за ратификација на спогодбата меѓу владата на Република Македонија и владата на Република Србија за основање културно-информативни центри во Белград и во Скопје, сакав да имам една поинаква дискусија од сите досегашни дискусии и сакав да ги разбијам тезите на колегите од мнозинството дека опозицијата само критикува. И така ќе беше ако оваа точка се разгледаше во некој барем разумен рок од денот кога е ставена на дневен ред на пленарна седница, а тоа беше 19.7.2022 година. Но, и покрај мојата најдобра намера, колеги, барем и по однос на само една точка од било кој дневен ред, спречена сум да имам позитивно излагање во целост, затоа што дури и таму, каде што има простор да не ве критикуваме, си фрлате црна дамка. Зошто? Затоа што спогодбава што се ратификува е подпишана на 25.2.2022 година. Буквално точно пред цела една година. И како сега да пофалам, колеги? А најискрено сакав. Ова го велам прво од причина што ме загрижува податокот според кој времето на отварање на центрите се утврдува според расположливиот буџет на секоја од страните. Трошоците за ваквите центри се околу 7,5 милиони денари, но може и да ја надминат оваа сума ако има повеќе проекти, бидејќи во секторот за меѓународна соработка во Министерството за култура може да се аплицира во текот на целата година настрана од предвидената годишна програма. За жал, за една година за аплицирање веќе сме изгубиле и тука нема што да се додаде. Дополнително, ратификацијата на спогодбата има фискални импликации кои се предвидуваат во редовните буџети на Министерството за култура на Република Македонија и сега, со оглед на фактот што оваа спогодба е подпишана на 25.2.2022 година, живо ме интересира со кој буџет се предвидени средства за оваа намена. Ако биле предвидени со буџетот за 2022 година, тоа веќе не важи, бидејќи ја испративме 2022 година. А со буџетот за 2023 година сигурно не се предвидени, затоа што не сме можеле да предвидиме дека спогодбава, подпишана пред цела година, ќе помине на дневен ред на пленарна седница цела година потоа. Би ви била благодарна ако има било кој да ми појасни како ќе се постапи во случајов. Од друга страна, ајде ние и македонската јавност веќе знаеме колку време е потребно за една точка да го дочека светлото на денот, но што ќе речат колегите од Република Србија и српската јавност, колеги? Каква е ова несериозност која ја извадивте и надвор од границите на Република Македонија? Ајде што не срамите во државава и пред македонските граѓани, не срамите и надвор во случајов пред Србија и српските граѓани. Едно мора да ви биде јасно. Културата не смее да чека. Но кај нас се може да си причека. Чека културата, чека туризмот, чека образованието, чека здравството. Само криминалот и тендерите не чекаат овде, туку си се нижат до недоглед и тоа на дневна основа. И ајде сега да бидам позитивна и да ја истакнам реалната поддршка за отварањето на ваквите центри, бидејќи кога станува збор за културата, секоја спогодба со земјите е добредојдена. Воедно, сакам да потенцирам и дека отварањето на културно-информативните центри го гледам и како можност за взаемна промоција и развој на културниот туризам, прифатена од меѓународната практика. Очекувам со отварањето на овие културно-информативни центри во Белград и во Скопје да се интензивираат културните односи меѓу двете земји, да се зајакне понатамошниот развој на односите меѓу Србија и Македонија, да се зајакне и развие меѓукултурната соработка и да се создадат услови за уметниците од двете држави да ја представуваат својата работа и сопствената земја.
Сметам дека потпишувањето на оваа спогодба е од повеќе струка важност, затоа што ова е добар начин за продлабочување и подобрување на културната размена помеѓу двете земји и народи, кои се навистина блиски и братски, и ќе имаме можност да го искористиме она што постои и кај македонските и кај српските луѓе и уметници, а тоа е взаемниот интерес за културата, книжевноста, кинематографијата и уметноста, односно за се она што всушност и е предмет на работа на еден културно-информативен центар, а тоа е во прв ред промоција на културата. Се радувам што Република Србија е на прво место во топ 10 земји кои што ја посетиле Република Македонија со остварени 43.914 посети, а радува и фактот што бројот на туристи од Србија е во пораст. Српскиот туристички пазар е еден од најзначајните за македонскиот туризам и затоа сметам дека отварањето на овие културно-информативни центри ќе биде дополнителен импулс во развојот на културниот туризам и зголемување на бројот на посетители од Србија. Република Македонија и Република Србија се две соседни земји кои навистина се почитуваат, а за тоа доволно говори и фактот што нашата музика, нашата уметност, култура и нашите традиционални вредности имаат посебно место во срцата на граѓаните од Република Србија и обратно. Ги охрабрувам поединците, здруженијата и уметниците да аплицираат со што е можно повеќе проекти и центрите да имаат плодна работа во текот на целата година. Како информација за јавноста, постапките за отварање на културните центри во странство се регулирани со Законот за надворешни работи, а откако ќе бидат отворени, нивното финансирање го презема Министерството за култура. Директорите на културно-информативните центри ги назначува владата и имаат статус и плата на дипломат. Мандатот им трае онолку колку што трае мандатот на директорите на националните установи во земјата. Интерес на Македонија е да ги интензивира добрососедските односи на реципрочна основа во политички, економски и културен план. Факт е дека културниот туризам има огромен потенцијал за соработка, а за тоа неопходно е да се направи заедничка понуда за странските туристи кои се заинтересирани да ги посетат двете земји. Со една поинтензивна и богата културна програма можеме да дадеме сериозен придонес за збогатување и подобрување на традиционално добрите односи меѓу Македонија и Србија. Ваквите центри треба да овозможат навремено и изворно информирање на граѓаните за актуелните културни текови во двете држави, односно да бидат мост за зближување, заемно запознавање, добрососедство, пријателски односи и градење доверба преку културата. Очекувам што побрза реализација, односно отварање на овој центар во Србија, односно после целогодишно чекање на денешнава пленарна седница, да не се јават и попатни технички пречки, па и културниот центар да ни остане само на ниво на најава. Останува да веруваме и да се надеваме дека овој културно-информативен центар ќе ја постигне целта за која што е основан. Како и да е, оправдано е постоењето и отварањето на ваквите центри, затоа што се корисни не само за културна промоција, туку помагаат и во други сфери, како во политичкиот живот, така и во економијата. Културата не познава граници и се надевам дека портите од овие културни катчиња ќе бидат секогаш отворени за сите оние кои ја сакаат македонската култура и уметност, а проектите и програмите кои би се презентирале во културно-информативниот центар да бидат потврда за нашите заеднички заложби во продлабочувањето на културната билатерална соработка помеѓу нашите пријателски држави. Ви благодарам.